Оваа работна недела ќе ја заокружиме со разговор на теми поврзани со нашето здравје. За таа цел гостин во студиото на К1 е доктор Ѓорги Арсов, интернист пулмолог, работен во јавна здравствена установа Општа болница Велес. Доктор Арсов, добро утро за вас, за прв пат во студиото на К1 телевизија. Добро утро, ми е многу мило што сум кај вас гостин во ова прекрасно студио и мислам дека ќе имаме квалитетен разговор. Така. Ќе разговараме повеќе за тоа што представува хронично обструктивната белодробна болест. Ете на самиот почеток, нели да кажеме што представува, дали има одредена група на луѓе нели кои што се подложни на ова заболување или пак не познава ни возрастни граници, ниту полова разлика. Па оваа болест е една од најчестите болести во светот. После кардиоваскуларните болести, а сега и веќе во последно време ги надминува и кардиоваскуларните болести. Хроничната обструктивна белодробна болест има малку долго име, иначе скратено ние викаме ХОБ и други пациентите ја познаваат под тоа име скратено. Тоа е болест на па би можел да речем на ова современо време, бидејќи е болест на загаден воздух, на навики на живот, поготово пушењето, и се повеќе и повеќе имаме пациенти, односно болни со оваа болест. Ова е хронична болест, самото име го кажува тоа, долготрајна, и за нас докторите представува голем предизвик да ја водиме, првен да ја диагностицираме правилно, да ја водиме и на крај краишта да го продолжиме животот на нашите пациенти, и не само да го продолжиме, туку да имаат квалитетен живот. Не е само битно продолжувањето, туку да има и квалитетен живот. Оваа болест е воглавно карактеризирана со намален проток на воздух низ дишните патишта. Тоа е едно објаснување. Самиот намален проток на воздух низ дишните патишта предизвикува сукцесивно и намалена размена на кислород, односно гасови во белите дробови. И со тоа самиот организам страда. Фактички страдаат сите органи во организмот. Порано се мислеше дека ХОБ е само белодробна болест и сите испитувања и терапии беа усмерени кон тоа да се лечи само како белодробна болест, но сега се увиде дека таа не е само белодробна болест, туку е и системска болест, бидејќи целата оваа состојба предизвикува системски промени во сите органи. Сите органи страдаат заради недостаток на кислород. Од крвните садови системски во целиот организам до срцето, мозокот, бубрезите, буквално се. И затоа за нас представува поголем предизвик за да ги спречиме овие компликации на оваа болест, за да може да пациентите живеат поквалитетно и подолго. Така, Кажете повеќе. Дали помладото население страда од оваа болест сакате? Па порано беше карактеристика за постарата возраст. Како и по други нели хронични. Да, бидејќи е хронична болест, но бидејќи во основа на оваа болест е пушењето. Значи можам да кажам дека во основа на оваа болест е прво пушењето, како втора причина е загадениот воздух, а како трета причина се некои хронични воспалителни промени на белите дробови. Значи, порано можеби биле малци традициите построгите семени, да речам, закони внатрешни, па младите особи може не почнувале порано да пушат, али мислам дека како таа либерализација во семејството и во општеството се развивала, па и младите пушечкиот стаж се намалува границата, така. Значи, некаде ризик за оваа болест е 20 години пушечки стаж. Значи, 20 години пушечки стаж, ако некоја особа, а гледаме дека и од 14-15 години ќе почнуваат да употребуваат цигари, може и некои порано, значи веќе на 35 години веќе има 20 пушечки стаж и веќе има ризик за да развие оваа болест. Така. Дали овие причини што ги споменавте сега, нели загаденоста на воздухот, намалување на возраста кога се започнува со пушење на цигари, се токму оние причини кои што предизвикуваат оваа болест сега да стане толку актуелна? Па едно од тоа е да. Иако освен овие три причини, ние имаме една друга као секундарна, додатна причина, тоа е квалитетот на животот. Значи, во какви услови живеат луѓето, има една дискрепанција кај нас, бидејќи како оди времето се подобрува квалитетот на животот, нели? Ама поготово овие сега кризи што беа и почнувајќи од многуте претходни, многу луѓе донесоа да имаат послаб квалитет на животот. Во помали животни простори, во поголеми загадени внатрешни средини, така да
тие не можеме со прецизно да кажеме која е конкретно причината за загаденоста. Најчесто е надворешната загаденост. Ние имавме една топилница овде која што работеше повеќе од 25-6 години и ние знаеме како доктори, бидејќи јас 30 години се занимавам скоро со оваа проблематика, имавме доста такви пациенти тогаш. И ние објаснувавме со оваа загадување локално на Велес, што беше, ама сега таа топилница не работи, ама има други причини на загадување. Фосилните горива се многу застапени, поготово во нашиот град таква е котлината. Сите греат на фосилни горива и надворешното и внатрешното загадување во просториите е секако поголемо. Така. За цигарите веќе кажавме. Кои се првичните симптоми, како може да се препознае оваа болест? Кога пациентите треба да се јават нели кај стручно лице? Секој кој што е пушач подолго време би требало да препознае оваа болест, поготово овој период, првичните настинки. Значи многу при првата настинка во овој период, затоа и оваа емисија некако во овој период ја темпиравме, заради тоа што првата настинка ја влошува состојбата и баш тука после понатаму ќе зборуваме за тие така наречени екзацербации. Тоа е во основа сега на мислам цел на нашата работа сега ќе биде да ги намалиме тие екзацербации. Значи првата настинка ќе предизвика појачена кашлица, што е како знак, сите пушачи кашлаат, ама кашлицата ќе им се појача и ќе почне да искашлуваат. Повеќе поинтензивно да искашлуваат, поготово да искашлуваат жолто-зеленикав исплувок, да им се менјава квалитетот на исплувокот и што е најважно, како основен симптом се јавува гушењето. Ние викаме медицински диспнеа, али тоа е гушење. Гушење кое што може да биде во почеток е при движење, значи пациентот почнува да се движи и по некој одредено време осеќа глад за воздух. Значи гушењето е глад за воздух. И како трет замор во покасна фаза е, како трет знак во покасна фаза е заморот, кој што е многу мачен, пациентите многу тешко го доживуваат, бидејќи не може да си ги обавуваат своите основни првен нормалните активности, а после и основните активности не може да ги обавуваат. Вчера започна имунизацијата. Како се примањето на вакцините, како е поврзано со оваа болест? Значи јас го спомнав претходно поимот екзацербација, што значи сакам да им го објаснам на нашите пациенти што значи поимот екзацербација. Тоа е кај овие хронични болни е влошување на состојбата. Значи самото влошување е причина за потешката форма и пократкиот прогностички знак за животот на пациентот. Ние како доктори се трудиме таа екзацербација да ја намалиме или скроз да ја елиминираме. Обично годишно има широк диапазон на екзацербации. Обично одат од 0 екзацербации до, да речем, 5, па некои и повеќе екзацербации. Секоја екзацербација, за секоја екзацербација е потребно јавување на пациентот кај пулмолог, кај специјалист и обично се лечат во болница тие екзацербации. Целта на оваа вакцинација е да се намалат тие екзацербации. Значи ние сакаме да постигнеме да нема ни една екзацербација во годината, иако се тие најчести во овој период. Значи сезонски екзацербации се во есенскиот и зимскиот период. И за да нема такви екзацербации, ние ја препорачуваме оваа вакцина против грип, бидејќи најчеста причина за овие екзацербации се тие инфекции или настинки, како што ги кажав на почетокот. Значи секоја настинка, поготово грипозна, вирусот на инфлуенца и на аденовирусите се најчести причини за такви екзацербации. И секоја екзацербација го влошува степенот на болеста. Има 4 степени на оваа болест. Ние ги карактеризираме по еден голд критериум, голд 1 до голд 4. И секоја екзацербација го влошува и степенот на болест. Значи од помал степен голд 1 или голд 2 поминува на голд 3 или голд 4 степен, што прогностички за нас е полошо. И затоа ги препорачуваме овие вакцинации да не настанат тие настинки инфекции, заедно со терапијата што даваме за овие пациенти, да овие периоди тие не ги добиваат тие екзацербации. Целта на нашата голд поинт е во ова, да го постигнеме. Значи сега во најновите истражувања е тоа цел, а
спречувајќи ги вие екзербации, ќе ги спречиме и оние така наречени коморбидитети, односно системските ефекти на оваа болест. Значи коморбидитетите во однос на срцевата проблематика, невролошката проблематика, нефролошката проблематика и сите. Што треба да направат да превземат пациентите во есенскиот и зимскиот период за да не дојде до влошување на состојбата? Па пациентите, обично јас кога ги закажувам контролите, секогаш кај овие хронични пациенти ја закажувам контролата пред да почне оваа сезона. Значи, секогаш, освен оние што се вкупни совети што им ги давам, секогаш имаме индивидуален пристап, бидејќи секој човек си е различен. Како прво, на секој одма му кажам дека ако е пушач, мора да престане да пуши. Тоа е основно, бидејќи основната работа е основната причина која што е довела оваа болест да елиминираме. Ние иначе ставаме вода во решето на некој начин. Ако од моје искуство овака голем дел го прифаќа тоа и тоа со како да кажам, со убедување големи, со примери, или пак од друга страна им кажувам барем да ги намала драстично. Имам еден систем мој пола мене, пола тебе, значи мене јас не сум пушач, ама да ми го даде мене пола едниот цигара, едниот за него. Барем да постигнеме отпрвен некое намалување на ова на дозата на овие цигари, односно намалување на оптеретувањето на белите дробови со дим од цигари. И кога ќе ја намала дозата, после е веќе полесно и да си ги откажат цигарите, кои ќе видат, кои ќе го осетат бенефитот од тоа. Значи користа дека нема да се заморуваат, дека може побрзо да одат, дека може повеќе да си ги обавуваат активностите дневни. И значи најважна работа е тоа, секогаш го кажувам, не само во овој период, туку сите периоди почнувам со тоа. Другите мерки што треба да ги превземат пациентите, освен оваа вакцинација, нели рековме за вакцинацијата која што е битна во однос на спречувањето на екзербациите, е да начинот на живот дома и надвор го прилагодат на оваа болест. Односно да колку што е можно просториите во кои живеат да бидат почисти и попроветрени. Да нема надворешно загадување, па и внатрешно загадување. Ако е можно да ги избегнат фосилните горива или ако пак имаат печки на фосилни горива, да бидат тие поквалитетни за да не испуштаат многу дим, да имаат поголемо согорување. Во однос на припазување од настинки и такви работи, треба да се припазуваат, поготово да избегнуваат собери кај што има многу луѓе во затворен простор. Затоа што погрешен е, малце е заблуда дека надворешниот простор, од надворешниот простор ги добиваме настинките. Ние ги добиваме настинките во внатрешниот простор. Значи, концентрацијата на вируси е најголема во просториите. Ако има поголеми простории, ако има простории кај што има повеќе луѓе, таму има поголема опасност од настинка. Тоа е, го гледате примерот во градинките кај децата, каде што има повеќе деца во една мала просторија, почесто се настинуваат. Тоа важи и за оваа болест, значи да ги избегнуваат просториите каде што има многу луѓе кај што не се проветрени и затворени. Да применуваат прошетки надвор, поготово во оние делови на денот кога нема големо загадување. Ако го има загадување, да не излегуваат надвор. Значи, најчесто најголеми делови од денот на загаденост овде, поготово во нашиот град, бидејќи е котлина, е некаде околу 5 часот попладне, после 5 часот и во утринските часови. Значи некаде од 7 часот до кај 9-10, тогаш се најголеми. Може поради или зголемена концентрација на возила сите тогаш? И на возила, и заради тоа што нели наутро сите ги палат. Ќумбињата, а навечер исто ги палат, а дење некаде најдобар период за прошетки се некаде од кај 12 до кај 2 часот, кога има можеби и малку поголемо проветрување, тогаш знаел дека нас и малци да пирка ветерче или сонце да изгрее уште поарно и тогаш да ги искористуваат за прошетки и не многу облечени, не многу туку едноставно, пријатно облечени за една прошетка. Тоа би го препорачал. Во однос на исхраната, можам да кажам дека за вие пациенти во овој зимски период најдобро е да се во најголема концентрација да се користат антиоксиданси. Значи, за во однос на антиоксидансите, тие се најдобра превентива за накнадни оштетување на
од оваа болест, бидејќи во основа на самата патогенеза на болеста е оксидативните процеси. Значи, самите оксидативни процеси ги оштетуваат клетките на белодробното ткиво. Антиоксидансите прават заштита од тоа. Во однос на антиоксидансите можам да кажам дека најголема концентрација на антиоксиданси има во зеленчукот и во овошето. Значи, самата исхрана мора да биде побогата со зеленчук и овоше во овој период. И тоа исхрана богата со селен, со С витамин, со цинк, со елементи кои што се во основа најголеми антиоксиданси. Во нашата исхрана, во нашево поднебе има доволно зеленчук и овоше кои што ги содржат во нормални количини. Иако има и во комерцијалните аптеки, во самите продавници има суплементи како има антиоксидативни средства, во готови, ако некој не може да си или не може да јаде овоше зеленчук толку многу, тогаш може и од тие да зима, али јас секогаш е поубаво нели на природен начин да се тоа, бидејќи самата форма на тие средства, на тие антиоксиданси во зеленчукот се во подобра ресорптивна форма за организмот. Така. Да тие пациенти треба да јадат храна која што не го оптеретува многу желудникот, значи не треба многу сега поготово мрсна и тешка храна да не јадат, затоа што во тој случај најголем дел од крвта ќе оди во желудникот, па нема да оди во размена во белите дробови, ќе имаат проблем со самата дистрибуција на крвта и размена на кислород. И втора работа, таа исхрана води до дебелење, до обезност и до зголемување на масното ткиво, што е многу голем проблем во оваа болест. Од една страна не треба човек да биде многу крупен и да има многу масно ткиво, бидејќи многу тогаш кислород се троши непотребно во тоа масно ткиво. Втора работа па имаме проблеми кај неухранетоста, кај покасните фази на оваа болест, каде што пациентите се неухранети, имаат слаб апетит, па немаат доволна протеинска маса па да ги раздвижат мускулатурата дишна за да може доволно да диши. Па има и тука проблем. Треба еден баланс да се направи во тоа исхрана. Така, постојат многу работи на кои што треба да се внимава и да се работуваат пациентите. Да, значи тој body mass index треба ние го викаме body mass index, треба многу прецизно да се одржува. Така. За да се постигне успех. Какви можности постојат за следење и за третирање на оваа болест? Во поново време, порано немаше такви можности, но во поново време имаме ние докторите алатки добри и за диагностика и за терапија на оваа болест и за водење. Значи, диагностиката и не е толку многу тешка. Во соработка со матичните доктори ние имаме доста предавања и доста состаноци со матичните доктори, така да они се добро едуцирани и добро знаат кога треба да го испратат кај нас пациентот. А во однос на терапијата има и нови средства, нови потентни лекови кои што добро би ја воделе оваа болест. Значи, најбитно е водењето на оваа болест. Значи, континуираното следење и водење на оваа болест и спречување на тие екзацербации, што и кажав. Значи, ние имаме сега можности. Прво, во однос на диагностиката, конкретно еве за нашиот град, имаме ние астма центар кој што работи, кој што го водам јас тој астма центар и кој што работи веќе 10 години скоро, 9-та година, 10-та, каде што ние опремен да можеме да ги диагностицираме овие пациенти. Тоа се најосновна диагностика е функционалната диагностика, односно спирометријата, и преку тоа ние ја правиме диагностика на тоа и самиот преглед ни кажува многу. И таа диагностика ни служи понатаму за водењето, да видиме во кој степен ни оди состојбата на подобро или на полошо. Во однос на терапијата, добро е тоа што нашето министерство успеа овие сите лекови кои што се најсовремени, тоа се комбинираната терапија со инхалаторни кортикостероиди и долгоделувачки бета-2 агонисти и антихолинергичките лекови кои што се во вид на спреови, се ставија на позитивна листа.
освен што се ставија на позитивна листа, ни овозможија преку астма центрите ние сите да ги препишуваме на пациентите, да тие пациенти така да пациентите не мора да се мачат додат во Скопје или на други институции да ги препишуваат овие лекови. Тие лекови се доста потентни и во моментов ние можеме да контролираме хронична обструктивна белодробна болест многу добро, така да дури и од потешки стадиуми да ги враќаме во полесни стадиуми. Значи во стадиум 3 да го вратиме во стадиум 2 или дури во стадиум 1, што е голем успех, бидејќи стадиум 1 или стадиум 2 овозможува да пациентот нормално живее. Значи нас не е целта да го подобриме квалитетот на живот. Не е само да лекуваме и следиме болеста, туку не му е гале на пациентот дали ќе има ваков или наков лек, дали ќе му кажеме ние не знам какви медицински изрази, но е питно како он дали квалитетно или неквалитетно ќе живее. Мене он треба да ми рече дали јас можам денеска да си идам да си на пазар да си купам се што ми треба од пазар или да си работам во градината или да можам внучето да го прошетам или да го дигнам. Тоа ми е нас битно да не го гуши, да му го намалиме заморот. И нас ни е тоа целта. И засега откако работи астма центарот, таа цел во ово и баш во ова наш град добро ја постигнуваме. Многу имам благодарност до матичните доктори, бидејќи без нив ние не можеме овие пациенти да ги водиме добро. И имаме многу добра соработка со матичните доктори и многу е битно значи рано да се откриваат овие пациенти, да ги испраќаат кај нас со нивна соработка ние да ги водиме. Засега тоа добро функционира и мислам дека ќе функционира уште подобро во иднина. Тоа е тоа што можам да кажам во однос на терапијата. Можам, значи, како заклучок можам да кажам дека е тоа оптимистички више заклучок, тој не е како порано што беше песимистички заклучок. Ние со оваа терапија и со овој начин на организирање го продолжуваме па можеби за 10 до 20% животниот век на пациентите и квалитетниот живот им го продолжуваме, што е најважно, под услов они да се придржуваат до овие наши мерки. Значи, престанок на пушење и овие сите претходни мерки што ги кажав. Така, каков може да биде исходот во двата случаи, доколку се пристапи кон навремено лекување на болеста и доколку пациентот се придржува нели до сето она што го кажува лекарот и во случај кога нели не се реагира навремено, дали може да биде живото загрозувачка во тој момент ако не се реагира навремено? Кој да го кажем првиот? Полошот или подобриот? Ајде да започнеме со полошото, доброто да го оставиме за крај. Така, мислам дека е поарно на крај со подобро да завршиме. Значи, полошиот исход се знае смрт. Значи, тоа е работа која што оваа болест која што крајно доведува до смрт и тоа е на смрт која што е долга. Значи, пациентот ако не се придржува кон овие мерки, ако не ги зима навреме терапијата, неговата белодробна функција се намалува, континуирано се намалува, доаѓа до ситуација кога пациентот едноставно ќе биде инвалид, врзан за кревет. Најтешко нешто за било кој човек, значи да биде врзан за кревет, едноставно да не може да мрдне, да си иде основните физиолошки потреби да ги обавува. И тоа е бавно умирање. Значи, можеби со години и години да биде врзан за кревет и едноставно да има континуирано глад за воздух, кој риба на суво да биде и да вегетира во креветот, што на крај краишта завршува со смртен исход. Тоа е она полоша страна што ја кажувам и алудирам на тие луѓе што пушат да го сватат ова. Бидејќи ние им даваме друга алтернатива. А таа алтернатива е оној оптимистичкиот, позитивниот, дека и потешките форми на оваа болест ние можеме да ги направиме полесни, да бидат за им го продолжиме животот, ви реков, 10 до 20%, ако некому е било чкртнато да речем, кој што викаат нашиве 73, 4, 5 години, можеме уште 5 или 10 години да им го продолжиме, али не само да го продолжиме, туку и квалитетен живот да имаат, да можат да си ги обавуваат овие сите функции, основни и неосновни само, туку и да одат да си, да речем, во касната старост, да можат да си ги извршуваат и прошетки, набавки во домашни, да се живеат нормално и што е најважно да немаат глад за воздух. Тоа е една работа која што е многу битна, бидејќи гладот за воздух, гушењето и заморот се многу оптеретувачки за секој пациент. Значи, ова е она оптимистичка варијанта која што
која што како основен услов го има престанокот на пушење и редовното примање на терапија и редовните контроли. Ништо повеќе. Така, дали располагате со некоја статистика колку лица се заболени еве во нашата општина, во нашиот регион, оние кои што се регистрирани во општата болница во Велес, колку лица има заболено од оваа болест? Таа статистика најдобро ја водат во заводот, бидејќи они имаат статистика по нашите шифри на дијагнози. Јас немам прецизна статистика. Можам да кажам дека континуирано таа бројка се зголемува. Се зголемува затоа што има две причини. Првен, со новите начини на лекување се зголемува старосната граница веќе на животот. Значи, ние луѓето колку се постари, толку нормално дека сите овие болести се јавуваат. А од друга страна па се зголемува бројот на луѓе што порано почнуваат да пушат, да речем цигари, да имаат вакви негативни навики, така да континуирано самата бројка се зголемува. Тоа е само природен процес. Не можам точно прецизен број да ви кажам колку има, али тоа е во свет, некаде процентот го следиме во светски рамки. Иначе можам да кажам дека во Македонија е оваа бројка голема, бидејќи Македонија е во рамките на Европа, некаде на трето, мислам, место по број на пушачи, по процент на пушачи на глава на човек, така да ние имаме како држава сме во една високо ризична група за добивање на оваа болест. И поготово еве сега гледате, многу се зборува за оваа загадување. Порано може беше само Велес на тапет за загадување. Сега гледате Скопје, Тетово, многу градови за тоа загадување во градовите е големо заради многу работи. Сега гледаш се превземаат мерки за да се намалат фосилните горива, нели овие сите мерки што ги зема владата за преминување на пелети, на грејење на газ, на овие сите возила кои што се на фосилни горива да се сменуваат полека со хибридни возила и така натаму. Мислам дека тие мерки ќе доведат до резултат, па ќе има и намалување на овие болни. Исто така и во нашиот град. Тоа е како за Македонија, така и за нашиот град. Ние една работа завршивме, што не е работи топилницата, ама има и други. Мислам дека споменавме од прилика горе-долу се за оваа болест. Ќе искористиме вашето присуство овде да споменеме дека од неодамна сте раководител на интерното оделение во Велешката болница. Што има ново во интерното оделение? Па јас сум еве од летниот период раководител на интерно оделение. Кога презедов таа функција, имав некоја визија да направам нешто, а тоа е да се подобри квалитетот на работењето на самото оделение, за да пациентите имаат квалитетот во смисла на дијагностиката првен, значи да ние што порано и по-прецизно ги поставиме дијагноза за некоја болест, за да не мора пациентите да одат да се мачат, да одат во Скопје и во другите институции, и знаат луѓето колку е тоа многу тешко и мачно одење по тие врати, иако имаме сега систем за закажување на термини, али многу им е подобро тука тоа да го направат, отколку таму. Така да во однос на тоа, благодарение на самиот менеджмент на болницата добивме доста апаратура во меѓувреме и го опремивме оделението со доста апаратура, така да од есенскиот период, фактички од 1 септември, воведовме да работа на специјалистички амбуланти. Освен општата интернистичка амбуланта која што работи секој ден наутро во утринските во првата смена, која имаше каде што се закажуваат термини од прилика од 20 до 30 термини. Сега уведуваме и специјализирани амбуланти во попладнените часови, така да сега имаме амбуланти кои што работат од утро до вечер до 9 часот. Специјалистичките амбуланти се од групите на интернистичките болести. Значи, уведовме, освен астма центарот, кој што постоеше и пред тоа, тој постои 8 години, воведовме и нефролошка амбуланта, таа постоеше една година или две, ама сега повеќе ја актуализираме, потоа гастроентеролошка амбуланта, диабетолошка амбуланта, алерголошка амбуланта и формиравме и кардиолошка амбуланта, ама чекаме колешката да дојде до година, некаде во другата година ќе дојде и таа ќе проработи, сега таа не работи моментов. Така да ќе ги имаме сите тие специјалистички амбуланти во текот на неделата на располагање, во фиксни денови, да
можеме овие сите пациенти хронични, како што се вие хронични обструктивни белодробни болести што се на некој начин упатени на астма центарот, да ги прибереме во тие амбуланти, да ја подобриме дијагностиката максимално. Значи максимално дијагностика, цела дијагностика да ја колку што ја имаме во нашата болница да ја искористиме. Ние имаме тука и компјутерска томографија и можеби и други некои методи ќе се воведат во болницата. И тие амбуланти да воведат и нови методи кои што ние можеме да ги примениме тука на оноа ниво на здравствена заштита во која што е болницата. Така да само случаите кои што не ќе можеме да ги исследуваме, да ги дијагностицираме, ги праќаме во терцијарното ниво. На тој начин сакаме да забрзаме дијагностиката на пациентите, а поготово водењето на пациентите. Значи водењето, хроничното следење на пациенти, бидејќи тие амбуланти ќе се води евиденција за тие хронични пациенти со нивни податоци кај што можеме многу лесно да ги повикаме, на така наречени контролни прегледи и што е најважно да ги едуцираме за терапијата. Кај хроничните обструктивни болни ние имаме лекови кои што се специфични во инхалаторна терапија, кои што мора пациентите да бидат добро едуцирани, иначе за џабе ја примаат терапијата. Тоа важи и за другите хронични болни, каде што има хронична терапија. И многу е битно пациентот да биде добро едуциран за да може терапијата да ја зима. Правилно, иначе џабе пари давање, џабе време трошење. А им ќе им се олесни нив да не патуваат нели до Скопје, да можат тука трошоците ќе им се намалат значително. Тоа е нешто ново сега што го воведовме, тоа се актуализира. Сега тие работат амбуланти така на некој начин као пробно да видиме како ќе функционира. За сега добро функционира, али од 1 јануар многу колеги ќе идат и на доедукација за некои други специфични методи за тие амбуланти. Ќе гледаме максимално да ги опремиме со таа дијагностика која што е потребна за тие амбуланти. Средниот медицински персонал да го дообучиме, некои веќе ги испративме од средниот медицински персонал за дообука на некои работи за овие амбуланти, така да веќе од 1 јануар тие си функционираат непречено. Мислам дека е тоа од бенефит за пациентите од овој град. Олеснување за матичните доктори исто, за испраќањето на соодветно место и зголемување на бројот на термините за пациентите, да не мора да чекаат многу, бидејќи сега ќе се дуплираат буквално на оние термини кои што се за преглед на пациентите. Тоа е едната работа. Добре. Друга работа е во болничкиот дел. Ова зборувам за амбулантскиот дел беше. Значи во болничкиот дел ние сме во фаза на реновирање на одделението. Едниот тракт на одделението моментално се реновира. Сакаме да ги подобриме максимално условите за лекување на пациентите. Знаете вие дека општа болница се реновира од последниве 6 месеци, значи тој надворешниот дел се реновира за да се зачува топлината, односно има сега изолација енергетска, значи имаме секаде се работи сега на таа енергетска ефикасност. А ние конкретно во нашето одделение ги реновираме просториите да им подобриме на пациентите, да им ги подобриме условите за лекување. Значи многу е битно да подобриме самите услови на лекување, на лежење на пациентите, да им го попријатен колку што можеме да им го направиме престојот во нашата болница. Второ, многу е битно да зголемиме хигиената. Значи тоа е многу битна работа да се зголеми хигиената на самите одделенија, значи самото интерно одделение и квалитетот на лекувањето. Значи во квалитетот на лекувањето ние моментално се формира интензивна нега на интерно одделение, значи тоа пред некое време беше и самиот министер ни навестија дека таа интензивна нега ќе биде максимално опремена. Значи за најтешките пациенти ние ќе имаме добро опремена и мислам дека ќе биде и добро обучена со кадар, добро опремена со кадар интензивна нега за да можеме да се справиме со ние најтешки предизвикувачки моменти за пациентите од нашиот град кои што се најпотребни, тие акутни состојби за кои што треба да се реагира многу брзо, многу промптно и да се има соодветна опрема. Ние ни навестија дека ќе имаме респиратори таму, што значи дека ние ќе можеме да
водиме пациенти со тешки форми на респираторна инсуфициенција, тоа е ова што ви кажував, значи тешки форми на респираторно страдање, тешки форми на несвесни коматозни состојби од диабетична природа или од нефролошка, уремични, да речем, состојби, инфарктите да ги акутните инфаркти да ги водиме првично, ние после ги праќаме во Скопје за интервенција, али барем во првичниот период да ги третираме многу по добро. И така да на некој начин го, бидејќи и веле се во централен дел на Македонија и во центар на овој регион, да бидеме во служба и на граѓаните на Велес и на регионот, па и на цела Македонија, бидејќи тука ние сме на раскрсница. Со тоа што го намалиме оној процент на пациенти кои што би завршиле смртно заради тие недостатоци во акутната терапија. Тоа е нешто ново во тоа во одделението. Ви реков, ќе гледаме да го организираме на повисоко ниво односно и на персоналот и за што попријатен и по-квалитетен престој на пациентите, иако не е тоа хотел, сигурно квалитетен престој е во хотел, не е во болница, ама колку што можеме да им олестиме на пациентите. Неколку пати го споминавте Центарот за астма кој што работи во склоп на болницата. Можеме ли да кажеме како работи, како функционира и во кои денови, во кој период од денот односно? Центарот за астма функционира веќе 10 години и тоа е добар пример за едно добро функционирање. И во Македонија ги има 9 или 10 центри за астма и тоа е еден доста успешен проект на Министерството за здравство. Ја мислам дека поготово што се дисперзира работата на оваа проблематика. Моите колеги во сите центри за астма работат максимално и сите сме координирани. Што е најважно, работиме по еден принцип, по една координација, по еден заеднички принцип на работење, значи заеднички гајдлайнси, тоа се водичи на нашата работа. Имаме унифицирана опрема и тоа е многу важно. Унифицирана терапија, можеме да препишуваме терапијата, така да таквите проекти се доста добри. Ние астма центрите ги развивме до ниво да имаме добро водење на овие пациенти, добра диагностика и препишување на терапија. Се изборивме да овие сите инхалаторни терапии ги препишуваме во нашите астма центри. Астма центарот иначе работи во секоја среда, еднаш неделно. Значи, тоа го знаат веќе долги години, така работи. Работи по закажан термин, иако во тој термин можеме и приоритетни да примаме кога некој му е неопходна помош. Например, има екзацербација на болеста или итно му е потребно преписна терапија, така да засега е тоа во ред, ако има потреба понатаму ќе се воведе тоа. Астма центарот го водам јас засега, бидејќи нема друг доктор што би специализира. Ја мислам дека како што ќе оди помлади колеги ќе едуцираме и за тој центар. Пациентите во тој центар ги добиваат сите потребни диагностички и терапевтски средства и сега пред минатиот месец сестрите што работат во тој центар ги испративме на едукација за едуцирање на пациентите за оваа терапија инхалатор. Значи ќе воведеме и термини или ќе најдеме начин тој центар да проработи како едукативен центар. Значи да овие пациенти сите ги едуцираме за самата болест, значи мора да се едуцираат и за начин за престанок на пушење, значи за сите вие претходни работи што ја кажуваме и за примањето на терапијата. Така, и како заокружување на нашиот денешен разговор, ете пред самиот крај една порака до пациентите, еден совет што да направат или да ја намалат прогредирање на оваа болест. Па за да ја намалат, доста работи кажавме, нели? Али едно е јасно, престанете да пушите, одете редовно кај матичните доктори и редовно на контрола во астма центрите. Значи тоа е сигурна гаранција за ваш подолг и поквалитетен живот. Доктор Арсов, јас ви благодарам многу на гостувањето. Верувам дека овие 40 на 50 на минути беа навистина корисни за нашите гледачи и дека ќе влијат на некој начин или за подигнување на свеста за водење на грижа за сопственото здравје. И јас ви благодарам за вашата покана и бидејќи на овој начин пациентите можат многу добро да се запознаат тие што досега и не биле запознаени, што не дошле во астма центар.
Така да ќе, значи јас викам секогаш една работа. Човекот од мечка се плаши, човекот се плаши у шума, знаете зашо? Од темното, од ти не знае што има. Во светло, кога е ни од мечка нема да се исплаши. Значи ќе знае со што има работа. Значи секогаш се плашиме од тоа што не го знаеме. Кога ќе го дознаеме, помалку се плашиме. Така, ви благодарам уште еднаш.